Кога во 2011 година дошол камионот на фирмата од купувачи и ги натоварила 45 јагниња, за кои добил валидна откупна белешка, сточарот Слободан Стојанов не ни помислил дека ќе навлезе во правен лавиринт и дека 10 години ќе губи и добива еден исти спор кој ќе го чини неколку милиони денари. Прво затоа што верувал во државата и правдата, а потоа и заради соработката што ја имал со откупувачите и сточарите. Но немал среќа, бидејќи се вплеткал во пилците на адвокатско-судските октоподи, кои користејќи ја неговата правна неподкованост, го манипулирале со години, наплатувајќи од него голема сума пари. Деновиве го посетивме во неговиот дом, каде неколку пати ни солзи ни ја раскажа својата голгота, која не му дава мир и на него и на неговото семејство. И по вака, ја пред 2011 продадов 45 јагниња на фирмата Випа. На место да ми платат, они ми барат пари и ме задужуват, и ме судат, обвинители, извршители, врховен суд, се до еден ми го створија тоа. Кој да ми ги плати моите? Тоа е криминално, наместо да ги плати таа Випа што се ставили под стечај. Оние уништуват, нема, обвинуват ме мене. Стојано вели дека поради случајот и упорноста го запознале од локални до државни политичари, ама досега никој не му помогнал да дојде до правдата. Затоа ќе мора да ја бара надвор од државата на меѓународните судски институции. Сам има правда за човекови правди, има за слушам у некоја друга држава, Страсбург. Јас сум прост човек без школо. Ама од маката па да тражам негде правда. Да. А па ако не се најде, па сам да си ја решам. За него не се во преден план парите, дали ќе ги изгуби или ќе ги врати. Го боли неправдата, бидејќи во својот живот се направил со труд и пот. Си ја сака државата и криво му е поради нефункционирање на одредени институции да страдаат честни и вредни граѓани. Како претседател на Сдруженијето на одгледувачи на овци, на членовите им го предочил неговиот проблем и добил подршка да ја истера правдата.